Премиерот Мицкоски очекува проблемот на транспортерите кои ги блокираат граничните премини веќе втор ден да се реши. Тој вели дека интензивни разговори има уште од септември, а задолжен за ова прашање е министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Мицкоски планира за работата на превозниците да разговара на највисоко ниво со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Исто како што сме разговарале за Green Lane, исто како што сме разговарале за Roam at Home, исто како што сме разговарали за Сибен, Мрва и така натаму, ние работиме во интерес на граѓаните и очекувам, барем од тоа што е последна најава, да ова се реши. Јас вчера побарав телефонски разговор со претседателката на Европската комисија, таа е службено одсутна во Индија, очекувам денови да се слушнаме и повторно да ја отвориме оваа тема и заедно со колегите од регионот повторно да ја ставиме оваа тема на маса, така што отприлика тоа е. Превозниците и денеска го блокираат товарниот сообраќај на граничните премини со цел да алармираат дека новите европски правила за електронска регистрација за влез и излез во Шенген зоната не се применливи за нив и ќе создадат проблеми не само во транспортниот сектор, туку и во целата економија. На нивниот протест, ако не се најде решение за меѓународниот транспорт, ќе се приклучат и автобуските превозници, најавија од Асоциацијата Исток. Тие велат дека ударот врз туризмот и малите бизниси би можел да биде огромен, ако се знае дека македонците патуваат на кружни тури низ регионот и Европа, а во земјава влегуваат по 100.000 странски туристи кои ги обслужуваат превозниците и туристичките агенции. Ограничувањето на движењето на возачите не само што го попречува нивниот ангажман, туку предизвикува последици врз фирмите и граѓаните, а ќе доведе до длабоки економски последици, намалување на приходите во туризмот, затварање на многу фирми и мали бизниси, губење работни места, намалена конкурентност на нашите компании за превоз, губење на странските партнери и огромен пад во стопанството со огромно нарушување на туристичките, економските и трговските текови. Пратеникот Антонио Милошовски вчера побара од Кипар проблемот на превозниците да се реши во текот на 6-месечното председателство по теркот на иземањето од правилата на персоналот во авионите, возовите и бродовите. Активен во преговорите е и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тој веќе имаше разговори со министерот за транспорт на Грција, а планира да разговара и со неговите колеги од Хрватска и Бугарија. Според него, Унијата може да прифати 3 решенија: да се пролонгираат правилата за транспортерите, да се зголеми бројот на денови што превозниците може да ги поминуваат во Шенген зоната на најмалку 250 дена, или пак тие да се прифатат како професионалци преку посебни правила или преку работни визи. Инаку државите членки на Унијата веќе ги бројат штетите од само еден ден блокади на границите. Мал дел од бугарските превозници ги откажуваат патувањата во Унијата поради затворањето на западните граници кон Македонија и Србија, а оние што возат кон Романија имаат значително поголеми трошоци. Товарниот транспорт ќе биде блокиран на границите 7 дена, додека превозот на патници се одвива без проблеми.